Забележавме, тие работи ги знаеме, меѓутоа еве се подсетивме дека без раниот дожд нема ни доцен дожд. Без вода не може ни да никне, а камоли да донесе плод, и тој се со вода. Ран дожд, доцен дожд. Без вода дори нема ни прочистување. Зато вечерва, не затоа, туку затоа што е еден од докторите, одлучив да зборуваме за водата, а патем, почнавме со хидротерапија, веројатно следната сабота ќе одиме на втор дел од хидротерапија, но во хидротерапијата главниот дел е водата, односно најнеопходна е водата. Водата која немате ни хидротерапија. И навистина е важна водата, да не ве прашам сега, како домашна задача, не ви дадов, меѓутоа да видам колку километри поминавме во текот на седмицата. Да ви кажам искрено, јас многу малку, затоа што ме фати грлото деновиве и така не се движив многу. Да. Но фала му на Бога, Господ секојаш ќе ме подигне и ќе ми даде сила пред се за да изнесам, да му послужам едноставно. Уште на самиот почеток Библијата започнала со многу интересен дел и водата и како присутна во првите 10 стиха. Значи, ако читаме од Битие, 1 глава, 1 стих, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и празна, темнината се простираше над бездната и Божиот дух се движеше над водите. Каква беше земјата? Пуста и празна, меѓутоа што се содржеше? Што имаше на земјата? Вода. Само вода. Божиот дух, вели, се движеше над водите. Замислите, се почнало од водата на некој начин. Така испаѓа. И Бог рече, нека биде светлина, и бидна светлина, знаете, значи светлината е создава, Бог види дека светлината е добра и Бог ја оддели светлината од темнината. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ја нарече ног, и бидна вечер, поутро прв ден, тој е првиот ден. И потоа 6 стих вели, и Бог рече во вториот ден, нека биде свод среде водите, за да ги дели водите од води. Повторно гледаме, вода и свод среде водите, и тој свод го нарече, значи Бог ги оддели водите под сводот, од водите над сводот, и бидна така, и Бог го нарече сводот небо, и бидна вечер па утро втор ден. Имаме одделување на водите, че едни небесни води, да кажам, и, значи, создава Господ, го создава небото. Потоа, 9 стих вели, Бог рече, нека се соберат на едно место водите под небото. Че оној дел што останат под сводот, да се соберат на едно место и да се покаже копно. Еве го копното сега се појавува. Од водата излегува. И бидна така. Бог го нарече копното земја, а собраните води мориња, или ние ги викаме океани, големите води, и Бог виде дека е добро. И се уште поголемиот дел од нашата планета е сочинета од води. Ја викаат и сината планета, како ја викаат. А 70% од планетата е вода. Или 2/3, нели, како што знаеме да кажеме. Или околу 326 милиони кубни мили така му доаѓа. Квадратни може. Исто така постои одредено, вели, непознато количество на подземни води и водена парија во атмосферата. За последните 6000 години од историјата на Земјата, ова иста количина на вода постојано кружи во еден бескраен процес на испарување, кондензација, таложење и така натаму. Исклучено е. Исклучено.
Преку овој постојан процес таа и служи и одржува секоја форма на растителен и животински свет. Буквално се што е живо на планетата Земја зависи од вода. И му е потребно вода. Може би има некои врсти таму, не знам, за кои што ќе кажат, не знам, може би можат и без вода, но не знам. И таа несебично ги нуди своите благоуслови, се задржува додека не ја заврши работата, иако во последно време и често пати знае да прави бели водата, но затоа што веќе се е излезено од контрола и Господ полека ја трга заштитата. Кога би било све идеално, знаеме како треба да биде. И потоа вели оди многу пати и носи со себе купишта непотребни материјали кои што пак внимателно им ги дава како корисна храна на останатите видови на живот. Сега ова е интересно што водата е најзастапен молекул во телото на човекот и тоа е тука пак некаде, 2/3. Од 45 до 75%. Но во зависност од застапеноста на телесните масти. Зашто масните клетки содржат помалку вода, а мускулните клетки содржат повеќе вода. Вели, мускулното ткиво содржи 50 до 70% вода, што е околу 1/2 од вкупната количина на вода во телото. Чи половина од вкупната количина од водата во телото е во мускулите. Без сомнение, човекот чувствува слабост кога има недостаток на вода. Крвта содржи дури цели 80% вода. Сивата мозочна маса вели, содржи 70 до 85% вода. А дури и коските, со кого можете и човек да утепате, содржат 20 до 33% вода. Или како беше еднаш, мислам во една проповед, тоа го држев, го најдов како илустрација, вели човекот не вреди многу, ако земете вака да го истискате, да фатите да го истискате, ќе испадне водата и ќе остане тамо малку некој минерал, ово, она. Значи, пресметано во денари, многу ефтино. Ние сме вода, буквално. Интересно е самото копно, самата земја произлегала од вода. Ние сме вода. Вели, приближно 5/8 од водата во телото се наоѓа во внатрешноста на клетките, а останатите 3/8 се сместени надвор, помеѓу клетките и во системот за циркулација. Водата е скоро еднакво потребна за секоја функција на телото. И еве, отприлика зашто се. Потењето, варењето на храната, циркулацијата на крвта, основното лачење, регулација на температурата, елиминација на отпадот и слично. Повторно имаме овде нели циркулација на крвта која што беше толку застапена, битна, која зборувавме за физичката активност и значи без физичка активност немате добра циркулација на крв, немате добро здравје. Со тоа, но и без правилна и доволна употреба на вода и значи присуство на вода кај вас исто така нема да имате добра циркулација и ред други работи. Нити елиминацијата на отпадот ќе работи, ќе функционира како што треба, нити варењето на храната и многу други функции. Уште и помага во подмачкувањето, изолирањето и заштитата, им дава еластичност на мускулите, лигаментите, зглобовите. Знаете колку често пати, најчесто старите луѓе се жалат на зглобови, на коски и така натаму. Да, тука и остеопороза и 300 други работи, меѓутоа многу често знае да биде тоа недостаток на вода. Отие, баш водата е таа која што подмачкува, како улето, кај машините, кај автомобилите, кај натаму. Изолација, изолира, заштитува, еластичност им дава на мускулите. Водата ни е потребна и од надвор. Деновите кога сите се прашувавме дали ни е потребно седмично капење, одамна заминаа. И иако не собираме можеби толку нечистоти од нашата секојдневна работа, сепак низ нашите пори постојано се лачи пот, телесни масноти и отпадни материи. Поради тоа на нашата кожа и е потребно секојдневно капење.
било во када или под туш. Оваа пракса воедно го подобрува и нашето здравје, ако посебно и тој туш изгледа како еден вид хидротерапија, како што спомнавме. Пробајте, не е ништо страшно. Туширате се со вода, која што е најнормална, која што може да ја поднесете 40 на колку таму степени, и завршете потоа со ладна вода, накратко 30 на секунди. Ќе се раздвижи циркулацијата на крвта неверојатно. Корисно може да биде едноставното чистење на телото со крпа дори, на мокрена крпа. Еве, ако, што знам, немате можеби услови, не знам, тешко некој денеска да нема услови да се искапе во текот на денот. Вели, капењето никако не треба да го запоставуваат ниту оние кои што се здрави. Ова е сега цитат од Елен Вајт, мислам дека. Да, од третото сведоштво. Тие на секој начин треба да се капат барем 2 пати седмично, се она кажува за онезино време, меѓутоа ние веќе кажавме во денешно време, веќе се знае и неопходно и добро е да и секој ден човек се капе. Оние кои не се здрави имаат многу нечистотија во крвта и нивната кожа не е во состојба сето тоа да го излачи. Многу бројните пори, кои всушност се мали усни, преку кои кожата дише, стануваат запушени и потполно неупотребливи. Со често капање кожата мора да се одржува потполно чиста, за да можат порите непречено да ја вршат својата улога. Ослободувајќи го телото од нечистотија, затоа на слабите и болните благодатите на капењето им се неопходни и повеќе од 2 пати седмично, довелено. Понатаму вели, капењето ги смирува нервите, го потикнува потењето, го забрзува крвотокот, ги отстранува пречките во организмот и благотворно влијае на работата на бубрезите и на уринарните органи. Капењето ја подпомага работата на цревата, желудникот и панкреасот. Бризгувајќи во нив нова енергија и нов живот, го поттикнува варењето и го зајакнува целиот организам. Видите каков благослов е водата. Наместо да се зголемува опасноста од настинка, капењето, ако правилно се користи, го зајакнува и штити организмот од настинки, бидејќи го подобрува крвотокот, олеснувајќи го протокот на крвта низ крвните садови и ја јакне работата на внатрешните органи кај кои обично постои навала на крв. Крвта се насочува кон површината на телото и се постигнува полесно и порамномерно струјење на крвта низ крвните садови. Тоа е од трето сведоштво, страна 70. Веќе ја спомневме водата и во користење на хидротерапија, кај тоа нема вечера многу да се задржиме. Овој дел само ќе опрочитам. Вели, водата во сите нејзини агрегатни состојби. Брат Гоце од Свети Николе ќе каже, мене ми е најчудна материја водата, значи. Може да ја ставиш во било што, може како парија да биде, може и во цврста состојба да се претвори и така натаму. Може, вели, да се користи, значи, во сите агрегатни состојби, како цврста, течна и гасовита, за предизвикување на топлотно влијание на кожата. Нервите во кожата ја регистрираат секоја промена на температурата и предизвикуваат силни реакции низ целото тело, кои што имаат директен ефект врз здравјето и лечењето. Затоа се користи, значи, во хидротерапијата. Сега ова е делот за внатрешната употреба на водата. Телото секојдневно за своји потреби рециклира неверојатни 10.000 до 40.000 чаши вода. Каква е тоа машинерија? Околу 1500 литри крв секојдневно поминува преку бубрезите, од кои 190 литри всушност се филтрира. Од целокупната оваа количина само околу 5 до 6 чаши вода се изнесува преку урината. 2 чаши вода во форма на парија се издишуваат преку белите дробови, половина чаша се губи преку цревата и 2 чаши испаруваат преку 2 милиони потни жлезди од кожата. И една проста математика вели дека тоа се 10 чаши.
Нашето тело дневно губи по 10 чаши вода, кои мора да бидат надоместени. Сега, тоа варира, зависи. Може да е лето, 40 степени, може да работите некоја потешка работа, па поинтензивно се потите така натаму. Че може да биде и поголема количина на вода. Но овие 10 чаши мора да се надоместат. Ако нешто сум научил, ако нешто сум стекнал како навика, тоа е пиењето вода. Значи, тука немам никаков проблем. Да. Значи, преку храната што ја јадеме, добиваме околу 3 чаши. Сега зависи што јадете, нели? Може нешто почорбесто. Уште 1,5 чаша се добива, ова е некој просек, уште 1,5 чаша се добива како спореден продукт на метаболизмот, чи самото тело произведува. Ова значи дека уште 5 до 6 чаши треба да бидат надоместени со пиење вода. 2 литри, кажете. Ова е, се разбира, минимална потреба од пиење вода. Многу поздраво е ако пиеме многу повеќе, и мислам повеќе од тоа, од кој што е потребно, за да бидеме сигурни дека е доволно. Да ја прашам кој пие од вас дневно по 2 литри вода? Нешто слабо ми кревате раце. Добро. Да, зависи што ќе јадеш. А пошто ние не јадеме печења, треба некако да се навикнеме на пиење вода. Мора да ја надокнадиме. Ова Елен Вајт и во здравје и во болест, чистата вода представува еден од најодбраните небесни благослови. Правилната употреба на истата го обновува здравието. Како внатрешно, така и надворешно. Таа е пијалок кој Бог го одредил да ја гасне жетта на животните и на човекот. Пијте ја слободно, вели Елен Вајт. Не зборува таа за чаши, меѓутоа, нели, тоа претходно беше малку една научна студија, од прилика, значи, барем минимално колку троши телото за да знаеме да надокнадиме. Меѓутоа, таа вели пијте ја слободно. Таа ги подмирува потребите на организмот, помагајќи и на природата да се спротистави на болеста. Надворешната примена на водата е еден од наједноставните и најповолните средства за регулирање на циркулација на крвта. Повторно спомнува за хидротерапијата. Сега, каде грешиме некојаш? Кога и како треба да се пие вода? Знаеме ли кога треба да ја пиеме? Пред јадење 15 минути до пола саат и после јадење саат и пол до 2. Јас таму на почетокот 98-99, кога брат Дејан, или Дејан кој што е денес во Романија, тогаш, како да кажам, првото нешто со што тој се зафати беше здравствената реформа. И јас му се чудев кога почнуваше да ми ги објаснува овие работи. Добро, викам, па ти машина ли си, сега ќе бројам ја чаши вода, па кога ќе ги пијам, па ова, па она. Мислам, тоа е цело време, само на тоа треба да мислам. Меѓутоа, организмот самиот се навикнува. Со текот на времето, самиот се навикнува едноставно. Самиот ви бара тоа кога треба. Но вели, мнозина грешат пиејќи студена вода со своите оброци. Воопшто не треба да се пие вода со оброци, меѓутоа посебно ако е ладна. Земена за време на оброкот водата го намалува лачењето на плунката, а колку водата е постудена, толку е поштетна за желудникот. Водата или лимонада со мраз замена за време на оброкот ќе го запре варењето на храната се додека организмот повторно не постигне доволна топлина за да продолжи со својата работа. Значи, организмот се мачи, треба да затопли повторно, значи, желудникот да се затопли, да достигне едно ниво на нормална, адекватна температура за да продолжи процесот на варење на храната. Ладната вода, баш и пред 2-3 часа со Јани спомнавме горе, воопшто не е добра, воопшто било кога да ја пиете. Само лажно чувство дава, посебно во летните месеци, дека, не знам, е многу освежителни така натаму. Да не збориме за други освежителни, така наречени пијалоци. Се друго е,
воопшто не е ни освежително. Се друго е, ама не е освежително. Такво лажно чувство дава. Најдобро е на собна температура, сега проблемот е кога имате 40 степени како лето 2 месеца и таа собна температура е многу, па може малку да ја разладите, да ја дотерате, ама не да биде ладна на 5 степени. Ба да, точно. Понатаму вели, храната не треба да се одмива, значи додека јадете, па да ја одмивате, не е потребно да се пие за време на оброкот. Јадете полека и дозволете и на плунката да се измеша со храната. Колку повеќе течност ќе внесете во желудникот заедно со храната, толку нему ќе му биде потешко да ја преработи, бидејќи ќе мора прво да се абсорбира течност и да се доведе на адекватна температура. Сега некој спомна тука, зависи шо јадеме. Следниот слайд вели, не јадете многу сол. Рече некој, па чека, мора да јадам нешто посолено за да ми се пие вода. Не јадете многу сол, откажете се од киселите краставички, се овде е спомнато, или туршија, ставете све, затоа што и таа е претерано солена. Држете ја лутата храна надвор од вашиот желудник, јадете овошје за време на вашите оброци и дразбата која толку многу бара да се напиете, нешто ќе исчезне. Se мисли на оброци, ако се со овошје, нормално, нема сега да мешаме овошје и не знам некој манджи таму. Но доколку сепак ви треба нешто да ја згасне жетта, чистата вода, пие на малку време пред или по оброкот, е се што и треба на природата. Вода и само вода. Затоа вели, никогаш не пиете чај, кафе, пиво, се мисли на оние чаеви, вино или некакви алкохолни пијалоци. Водата е најдобрата можна течност за чистење на ткивата. Преглед и гласник, да. Софт пијалоците, така наречени, спомнавме, Пепси, Кока-кола. Ајде, тие црните не, може и жолтите или било која друга боја, оти ги има во разни бои. Софт пијалоците не би требало да имаат предност пред водата. Ништо не треба да има предност. Доколку го отстранете кофеинот од Кока-колата, сепак шекерот се уште останува во нив. Ајде сега имате и оние зиро Кока-кола. Демек со 0 шекери. А е благо. Доколку ги отстраните кофеинот и шекерот, сепак и понатаму остануваат присутни киселините кои допринесуваат за поголемо излачување на калциум од телото и деминерализација на коските. Таа ортофосфорна киселина, па знаете, имате кокта која што не содржи кофеин, не содржи ортофосфорна киселина и што беше друго? Ама што држи шекер, да, или што друго не. Значи, тие го вадат калциумот од телото и ги деминерализираат коските. Водата е најдобра. Добрата стара вода е далеку подобра и од сода вода. Овошните џусови би можеле понекогаш да бидат исто добри, но сепак не треба се користат претерано, бидејќи тие се рафинирани производи. Говориме за овие, нели, во тетрапак, кои што се 100% со 50% вода. Така имаше во еден, баш што го гледав тука во Пингвин, 100% вели. Читаш позади 50% или не знам колку беше проценти вода. Како може сега? Покрај тоа, вели, во овошните пијалоци, со овошните пијалоци добивате и голема доза на фруктоза, а понекогаш и многу додатен шекер, а немате билни влакна. Затоа, ако веќе пиете џус или сок, исцедете си дома. Поготово со оној slow juicer, бавниот соковник, мислам дека Данил го имаш уште, го користите, каде што и билни влакна има, значи не се како оние центрифугалните џусери. Постојат повеќе фактори кои можат да ја зголемат дневната потреба за вода. Сега кажавме, значи живење во топла и сува клима или на висока надморска височина. Таму исто така организмот бара повеќе вода.
Исто така потреба за вода може да биде зголемена дури и до 80% па и повеќе за време на физички вежби или болест. Зголемената употреба на сол, шекер или протеини во исхраната исто така бара повеќе вода. Ете, диареја, повраќање, лактација, па дури и течење на носот при настинка ја зголемува загубата на водата која што треба да се надокнади со додатно пиење. Значи. Овде не ги извадив на слайд, меѓутоа да спомнеме симптоми на дехидрација или дехидратација, како викаат некои, односно недостаток на вода во организмот. Знаат да бидат страшни последиците, но е дел од симптомите. Може да бидат жет, значи некои велат дека првата состојба на жет, која чувствувате жет, вие веќе сте дехидрирани малку, некој процент. Сува уста, летаргија, ментална конфузија, намалена еластичност на кожата, пропаднати очи, треска, оскудна и темна урина. Ова не учија дека најдобар индикатор, значи како онај ток тест што ви го спомнав, ако вежбате, ако трчате или се движите, ако можете да зборувате, да разговарате, тогаш интензитетот е слаб на трчањето, а ако можете да пеете, јак, мислам, ако можете да пеете, тогаш интензитетот е слаб, значи некој измеѓу треба. А околу водата најдобар тест е урината, со каква боја ви е. Значи, треба да биде бела како вода, буквално, значи никаква обоеност. И сега нормално кога ќе станете од спиење, да, ќе има некоја обоеност, меѓутоа во текот на денот и тоа дури, ја би рекол, во предпладнето уште треба да ви се избели, да биде чиста, откако ќе испиете веќе неколку чаши вода. Потоа вели акумулација на урија и содиум во крвта, згуснување на крвта, шок, затвор, инфекции и камења во бубрезите и жолчниот меор, подигање на хемоглобинот. Губење на 20% вода предизвикува смрт. Чие, видите дека околу 75% сме вода, само 20% ако изгубиме од таа, ние сме готови. И вели, само жетта не е добар индикатор дека пиеме доволно вода. Обично ние треба да внесуваме вода повеќе од колку што ни треба, односно повеќе вода од колку што самите мислиме. И уште еден дел. Да, ова е исто многу битно. Погоре спомнавме дека со дехидрацијата штетно делува на бубрезите, нормално, главните филтри во телото. Зголемената консумација на вода ја намалува оптовареноста на работата на бубрезите. Јас мислам, според ова, е вака просто, затоа што Господ ни дал едноставни правила. Ако вие доволно пиете во текот на животот вода, нема да имате проблеми со бубрезите. Сега може да настане некоја друга, не знам, несакана ситуација, меѓутоа претпоставувам дека кај филтрите, кај бубрезите најбитно е доволен внес на вода. Вели, чие што работа е да ја прочистуваат крвта. И прави една споредба овде. Замислите си како миете дома садови. Па сигурно мијалникот треба да ви биде доволно полн со вода, нели, па за да може да ги измиете садовите како што треба и да биде тоа лесно и брзо. Ај земете една чаша вода и во една чаша вода измиете ги садовите. Да ви видам. Така е и со бубрезите, значи ако малку внесувате вода, бубрезите отежнато ја прочистуваат крвта, им ја отежнувате работата. Значи, потребно е да се капеме и внатрешно и надворешно со вода, и то слободно. Пијте ја водата, вели, како што читавме, и секој ден капење, секој ден налевање со вода, не со други пијалоци, туку со вода. Водата е, како беше онај цитат, само да го најдам и да завршам со тоа. Да.
И во здравје и во болест, чистата вода представува еден од најдобрите небесни благослови. Правилната употреба на истата го обновува здравието. Значи, тоа е пиело кој Бог го одредил да ја гасне жетта и на животните и на човекот. Само ние, како многу паметни, сме измислиле еден куп други видови на пијалоци. Меѓутоа, Господ она што го дал е вода. Од вода се содржи овој свет, од вода ние сме содржани. Така да треба да ја користиме во изобилство и тогаш ќе бидеме благословени, ќе имаме здрав живот. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин. Боже Господе, Ти благодариме за водата како дар. Наистина голем благослов. Нити можеме да се испереме, нити можеме да се изчистиме и кога станува збори за облека или за било што, нити пак ние самите своји тела не можеме да ги очистиме без таа вода. Навистина чудесна материја и голем благослов даден од небото, даден од Тебе, Господи. Да не забораваме колку е важна, како што и вечерва видовме или се подсетивме на некој начин, иако се познати работи, но забораваме и не ги тренираме нашите организми, нашите тела да зависат од таа вода, да ја бараат водата, како внатрешно, така и надворешно, за да имаме еден добар, функционален живот, едно добро здравје, кое што како многу зависи од правилната употреба на чиста, на питка, на убава вода. Затоа, Господи, помогни ни, подсетувај на сите овие работи кои што си ни ги оставил уште многу одамна преку перот на сестра Елен Вајд, но и преку самата Библија. Тоа се едноставни работи кои што живот значат. Затоа, кои што не бараат, нели, нити нешто многу средства или напор или било што, но бараат сепак од наша страна одлучност за да стекнеме навик. Навиките се тие кои што тешко се оставаат или уште потешко се прифаќаат новите, но затоа ни е потребна Твоја помош и Твоја сила. И во овие мигови Те повикуваме да ни помогнеш на секој од нас. Не секој од нас може би ја има навиката на пиење на вода или на капење редовно и така натаму. Затоа, Господи, помогни ни, освести не за тоа што се овие едноставни мерки, но толку многу чудотворни. Те молиме да не водиш и во оваа нова седмица во која што навлеговме и да Ти благодариме што ни даде вода, односно дожд, дај уште, затоа што секојаш недостасува после онаа голема суша и како што е Твоја волја, така нека биде, води не и чувај не и чувај го и нашето здравје, колку што и ние самите се чуваме, но и да прифатиме дел од овие совети, ако не се, барем постепено да се реформираме и да напредуваме. За се Ти благодариме уште еднаш во Христово име. Амин.